Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе имаме интервју со Југослав Петрушич. Денес е 24 март 2019 година, или точно 20 години од почнувањето на НАТО интервенцијата кон тогашна СР Југославија. Во изминатите 20 години се формирани 3 нови држави на Балканскиот полуостров. Тоа е Република Косово, тоа е Црна Гора и од пред 2 месеци Република Северна Македонија. Изменета е геополитиката на Балканот. Се појавија нови играчи и Балканот влегува во финалната разврска како ќе изгледа овој регион во наредните 20 или 50 години. На почеток за тоа разговараме со Југослав Петрушич. Добро вечер за Југослав Петрушич. Добро вечер, Васко, и хвала што сум опет твој гост. Дуго нисам био. Био сам една мало осутан. Една година. Тако е, тако. И хвала ти пуно што сам опет твој гост. Денес е 24 март, значи 20 години од НАТО бомбардирањето на СР Југославија, тогашна СР Југославија, 1999 година. Што се смени на Балканот последните 20 години после тоа НАТО бомбардирање? Све се променило, ситуација на Балкану сасвим другачи изгледа и тоа е био само увод за коначне поделе, односно прављење, како они да назову, Западnog Балкана или Балкана. Добро, суме, Петрушиш, 99 година пред 20 години. Ние што сме современици на тој период имаме чувство дека тоа се случило пред 100 години. Бидејќи толку интензивно и толку брзо се случува работите и процесите, што имаме чувство кога да сме ставени во некоја временска машина дека тоа траело многу подолго. А ел нисмо? Дека траело многу подолго. Чекај, ел нисмо, Васко? Па веројатно сме ставени, знаете. Видите, јас за вас тогаш прв пат дознавам. 20 години помина таа операција Пајак. Па 20 година 20 години поминува таа операција Пајак. И вие немате се уште пресуда, претпоставам, читам нешто по српските медии. Па медии. неќе да ме пресуди док не заврши све. Па јас сум парадигма тих операција. Јас сум парадигма рушење Југославија. Ali ne... Тогаш е СР Југославија. Операција Паук или операција Пајак е ваше обвинување дека правите атентат врз Слободан Милошевиќ, нели? Така станувате познат на балканските простори. Тоа е точно пред 20 години. Има ли судски процес околу тоа? Не, nije завршен. Половину су ми поделили, друга половина трае и судија е прекинул. Јас прв пат за вас слушам 99 година и велат тој е човек кој ги работи албанските терористи, кој е инфилтриран, е агент на француски служби, меѓутоа многу знае. Ги има под контрола главните играчи на албанските структури на ОВК, на УЧК, на ОНА и така натаму. 99 година. Кој е улогата на Југослав Петрушич? Па 99 године, ево можете да видите овде, налазе се сателитски телефони лица која су прислушкивана од стране неких моих људи, односно мене, и имали смо директне информације шта они раде, на кој начин, где се налазе и како функционишу. Значи тие сателитски телефони на тие луѓе вие ги имате прислушкувано? Не само ја да их имам. И ваши пријатели? Има их и америчка војска, има и руска, има их и америчка страна, и руска, и енглеска, и француска, и немачка, и до најситних детаља знају где се кад ко налазио, шта е чинио и шта су радили. И у исто време су сателити тоа на земји снимали. Значи сите? Најситних детаља. Значи, дали е то део Косово и Метохија, дали е то Србија или се ради о Македонiji, или о свему ономе што се дешавало, све е прачено. Значи, вие во секој момент, секој секунда, сваки момент знаете... од почетка до краја е сниман на овим територијама и праќен. Кој е на тој список? Може ли да го видиме? Ево, можете да видите, ради се о Рустему Мустафи, о Сокол Башоти, о Харадинају, ради се о Адему Демаќију, ради се о Хашиму Тачију, о Беснику, о Рахман Буј, Рустем Бериша, Кадри Бејта, Сулейман Селими, njihova direkcija politička, Бислим Зирапи, ево можете да видите, и нихове бројеве телефона. Да, и нивните броеви на телефони. Ова 00871. Тоа су сателитски телефони кои сте добијали од енглеске, француске, немачке, Америке, шта ја знам, имало чак и са Новог Зеланда. 12 људи са Новог Зеланда je учествувало исто у борбама. Имате нихову политичку дирекцiju. Шта е тад битно да ви знате? Да su oni tada naručivali koga će napadati, koga ubijati, gde su se nalazili, da je svaki zločin... Imate tuka napišeno da rečime Srbica, Suvareka, Podujeva, znači kaj sve sa novi... Tako je, upravo tako. Znači ovo je originalen dokument. Tako je, to je originalan dokument za vreme ratnog stanja. Šta je najveći problem? Najveći problem dokazivati, recimo ovo je jedan od dokumenata koji su oni potpisivali kad su postojali UČK. Borci koji smo mi našli. Ova, znači go potpišuvali. I kad su postojali pripadnici. I oni su tada bili teroristička organizacija.
Sad su priznata politička struktura. Ja moram da ih poštujem kao priznatu političku strukturu. Evo ga njihov premijer sa Natašom Kandić. Da. Nataša Kandić je ugledna... Ramoš Haradinaj. Tako, ne vladina organizacija koja odlučuje ko će biti suđen, ko neće biti osuđen u Srbiji. Da, ta je ona grupacija Rekon. Tako je. Ali ko možda im se suprotstaviti? Koja beše kandidirana za Nobelova nagrada za mir. Tako je. Ali za to vreme, evo ovde možeš da vidiš, možeš da vidiš, recimo ovo je francuska žandarmerija, možda vidiš ko je na Kosovu. Možem li da pogledam? Ako ne je problem. To će ti biti... Znači ovo su francuski dokumenti. Tako je, to su francuski dokumenti. I vi imate, znači, vaka za sve koji je na Kosovo, što je? Apsolutno svih ima na hiljade dokumenta, ali, Vacko, šta je problem za kraj? Dobro, Petrošić, kako živijete su si to ove dokumenti? Pa ja imam na hiljade tih dokumenta koji dokumentuju, evo, na primer, ovo su sve njihove džamije koje možda vidiš, koje su pravljene i slikane. NATO je sve pravio. Znači ovo se sve dokumenti na NATO? Tako, ovo su sve i tajna služba njihova. Sva dokumenta koje oni imaju, imam 3 seta tih dokumenta koji apsolutno sve dokumentuju, ne o... Ne radi se tu o šiptarima, o Albancima, pardon. Znači, vi znači imate svi te dokumenti od arhivite na NATO zemeno? Veći deo, nemam sve normalno, ali imam dobar deo. Ali šta je tu problem u svim ovim dokumentima? Vi možete da ih koristite samo onda kad neko odluči da ih koristite. Vi ne možete da ih koristite kad vi hoćete, vi ne možete da dokazujete ništa. Vi nemate, jako imate ta dokumenta, vi nemate pravo da postojite na ovom svetu. Imaju samo određeni advokati i određene sudije koje smeju o tome da pričaju. Znači, vi zgrešivte, бидејќи ги користевте документите пред тоа да ви биде дозволено. Tako je. Колку чини една операција и колку време треба да се подготви, кој што беше тоа НАТО бомбардирање 99 година? Колку пари чини таа операција? Pa, ona je koštala na 100 milijardi. Taj novac nikad nije bio isplativ njima i jako su došli na ovim teritorijama. To su mogli samo da urade privatne korporacije. To je bio cilj da se na ovim teritorijama, ove teritorije pripreme za razvoj ovih događaja koje danas slede. Ali da 1999. godine NATO čizmom ušao na Kosovo, to bi bilo urađeno do 2002. 2003. godine. Cenu koju danas plaća Balkan je cena što oni kasne i što ne mogu da stigne da završe svoje stvari. Cena koju danas plaća Makedonija i ovako krvavo se obračunavaju s njome, zato što se narod bori do posljednje kapi krvi da to ostane kako je bilo nekada. I ovo se neće ovako završiti. Niti se može ovako završavati. Jako su stvari su se 100 puta menjali u istoriji, menjat će se ponovo. Nemoj misliti da će ovo ovako ostati. Ko će koga pobediti u ovom ratu i ko će biti pobednik? Pitanje je ovde. I nemoj misliti, ni ti, ni ja, ni bilo ko od nas, da ćemo mi pobediti. Ili oni. Biće ovo surova i krvava borba. U toj borbi žrtve su obavezne, a ljudi koji dolaze na našim teritorijima veoma lako će pobeći odavde i otići u neke druge zemlje, jer se oni navodno bave biznisom i oni samo znaju da se bave politikom. Oni ne znaju da žive ovde. Oni znaju da rukovode, Vasko, sa nama. Oni su nam doneli civilizaciju, oni nas uče kako da jedemo, pijemo, kako da spavamo sa ženama, kako da čuvamo decu. Oni su nam doneli, Vasko, sad mi ništa ne znamo. Kad mislim na nas, ne mislim na pravoslavce, mislim i na katolike, i na Albance, i na Turke, i tako dalje. Znači, ne mislim na jedan narod. Mislim na sve ljude koji žive. Sad su nas oni, Bože me prosti, naučili svemu. Mi ništa ne znamo, slušaj. Nego je došla sad grupa ljudi iz Moskopolja, došla je druga grupa iz Tel Aviva, došla je treća iz Pariza, četvrta iz Njujorka, peta, šta ja znam, iz Novog Zelanda i ona žena od tuda koja nema veze sa životom, juče se ispila na Novom Zelandu, država im je stara 50 godina i sad oni nas uče kako da poštujemo muslimane. A mi živimo možda 20 vekova, 30, 50 zajedno jedni između drugih. I ona dođe posle 30-20 vekova da nas nauči kako ti da poštuješ Albance, Albanci tebe, odnosno, nek nas puste, bre, mi kad budemo hteli da se pokrvimo, mi ćemo se pokrviti. Mi kad budemo hteli da se ubijamo, mi ćemo se ubijati, pa opet miriti i živjeti. Tako je bilo uvek, Vasko. Uvek je tako bilo, ni to sada. Ali prvi put je napravljena ta stabilnost između Rusije i Turske, što je jako bitno za Balkan. Prvi put je Trump povukao ručnu da ne deluje na ovim teritorijama, da korporativne agencije ne kradu. Prvi put su Kinezi došli u mirovnu misiju. Prvi put je isključena
jedna zločinačka privatna struktura koja je na ovim teritorijima, krijući se iza NATO pakta, krala, pljačkala, ubijala, otimala i uzimala sve što je htjela. To što je Zajev pobedio, to što se ovo dešava, recimo sada u Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, pitanje je da li ista ruka ne vodi. Nema veze što to kriju kroz politički motivisane navode toga ko je Milo Đukanović i da ga treba smeniti. Pa, slušaj me. Ili što se dešava u Srbiji, ili što se dešava u Albaniji. To su velika pitanja. A Makedonija ćuti. I Makedonija je postala centar svih tih operacija. I niko ne dira Zajeva. I svi ćute protiv njega. Kad kažem ćute, ne mislim ćute u smislu da mu prete, nego ćute mediji. Znači, nikoga ne napada. Zašto? Pa znači da postoji neki politički dogovor i neka manipulacija sa svim što je ovde. Zašto mu je Cipros danas najbolji prijatelj? Koji mu je 100 puta pretio? Имате многу црни проценки околу тоа како ќе се развие балканската криза. Например, ние македонците поминавме изминалите 3 или 4 години низ еден исклучително турбулентен процес и период. На крај е сменето името на Република Македонија во Република Северна Македонија. Многумино очекува дека русите и кинезите ќе се спротивстават на тој процес, меѓутоа русите се меѓу првите кои го призна името Република Северна Македонија. Македонците помалку се разочарани. Меѓутоа, знаете, веројатно руската политика е прагматична во овој период. Зошто русите, например, го призна името Република Северна Македонија, иако ги храбре македонците да издржат, да останат доследни, да не го менуваат своето име. Зошто Русија го направи тоа? Да те питам, Васко, а кој е шта вас питao? O čime se vi bavite? Ti pokušavaš meni da kažeš da neko nešto pita Makedonce. Ko vas pita šta? Па добро, не праша. Рековме не сакаме на 30 септември и толку. Заврши работата. Ви не учествувате ни у чему. Па е било тачно да su napisale novine u Makedoniji da sam teo sa Igorom Jugom da ubijem Zajeva? Je to uradio Goran Živaljević? Jesam se javio tužiocu u Makedoniji. Šta misliš, je li me pozvao tužioc? Ne. Zašto? Ista je priča sa bilo kojim stvarima koje se danas vama dešavaju. Vi ste pokušali da imate referendum. Šta je bilo na referendumu? Ništa, ko da ne postojite. Šta je bilo dalje kad ste pravili ostale stvari vezane za državu? Ko je vaš šta pitao? Ne vas. Čitavu ovu teritoriju. Ko šta pita danas mnoge druge zemlje, odnosno koje su mnogo veće? Кога пред 2 години во интервјуто со Југослав Петрушич говоревме за формирање на хибридна држава, хибридна нација во Република Македонија, за доселување на мигранти на македонска територија, велевте дека тоа е теорија на заговор, почитувани гледачи. Меѓутоа пред 2 недели USAID, значи агенцијата на Американската амбасада, објавува видео каде што ги информира мигрантите кои сака да се доселат на територијата на Република Македонија, кои услови треба да ги исполнат, и им гарантира дека во наредни 2 години ќе може да стекнат држављанство на Република Северна Македонија. Така се формира хибридна нација, така се формира хибридна држава. И ако некој тоа ви го кажал пред 2 години, не ви кажал теорија на заговор, туку само ви ги отварал очите. Тоа што ние сме го говореле со Петрушич пред 2 или пред 3 години, проверите ги интервјуата со господинот Петрушич, тоа денес се реализира во Република Македонија. Поради што е Македонија толку битна? А не е Македонија, пролаз. Ние, например, ко македонци имаме така едно скромно мислење за нас. Мислиме дека сме многу небитни. Дека не гледаме каде е нашата улога во таа светска политика. Меѓутоа, гледайте, 20 амбасадори на Америка во Македонија, значи не во Црна Гора, не во Бугарија, не во Србија, не во Хрватска, не во Словенија, направија брилјантни кариери. Едниот е Кристофер Хил, кој на крај завршува како медиатор во тој корејски проблем, и вториот е Филип Рикер, кој доаѓа на местото на Викторија Нуланд. Значи, амбасадори на Америка од Македонија прават брилјантни кариери. Не од Србија, не од Хрватска. Тоа значи дека американците ја имаат Македонија како стратешка точка. Во што е суштината на тоа македонско прашање? Ајмо проблем да погледаме овако. Слажем се со тобом. Изучавајуќи читаву причу везано за територии на којima се ми налазимо и за луѓе кои што е Вилијам Вокер, Мелдин Орбрайт, Кристофер Хил, šta misliš ako oni potiču sa naših teritorija? Šta misliš ako oni imaju vezu sa našim teritorijama? А имаат ли? Po meni imaju. I za Meldin Orbright sam siguran. Каква? Pa da potiče iz nekih struktura koje su odavde sa Balkana. I da su njeni prapreci živeli ovde na Balkanu. Добро, за поранешниот директор на ЦИА, кој прави Тиранската платформа, имавме сознание дека има албанско потекло. Da, ali koja druga sila bi mogla da objasni da sve granice na Balkanu treba da padnu? Ovo je nova Evropska unija.
Da li iko vidi da se na Balkanu pravi nova Europska unija i traži se lider? Ko će da bude lider na Balkanu? Da, koji će biti lider? To je vjerojatno Zato se ovako bitno prašenje. Ne, zato se ovako i bore svi. Ko će više da dobije prijatelja? Koga? Rusa, Engleza, Amerikanaca, Nemaca, Francuza. Uopšte ne gledaju sa kime sarađuju više. Više se ne sarađuje. Nego se pruža ruka svakome da ima što više prijatelja da bi ti bio lider na Balkanu. Ona zemlja koja bude lider na Balkanu će opstati i vladati sa svim ostalim zemljama koje su tu. Njima će najviše dati, najveći kolač će dobiti. Skopje danas vela дека je новата Будимпешта на Балканот. И дека ако Будимпешта во текот на 90-те години била центар од каде што се финансирале или се организирале сите операции, не само визави Србија, туку и за цел Балкански полуостров, дека сега тоа Скопје. Има ли Скопје таква тежина? Вие Скопје го нарекувавте Казабланка, сега нели последните неколку месеци се нарекува дека Скопје е новиот Будимпешта или новата Будимпешта. Кај што сте стационирани сериозни финансиски, логистички, тајни служби, така натаму. Разлика između Budimpešte i Skoplja je sasvim mnogo velika iz razloga što sada u Skoplju stoje nove tajne službe, odnosno nova organizaciona nauka u načinu delovanja u odnosu na 1995. do 1999. ili od 1990. do 2000. godine. Način razaranja društvenog sloja je sada 100 puta brži zbog medijske manipulacije i vi imate stručnjake na svakom ćošku, zašto ja više ne izlazim gotovo na televiziju, iz jednog prostog razloga što svaki put kad nešto kažem ili znam, ili sam bio na licu mesta, ili mogu da dokumentujem nešto, ili, na primjer, da spomenem Moskvo polje, izađe najmanje 3 i 4 ljudi koji od toga pravi teoriju zavere. Sada кажете дека Скопје сега во моментот е центар на тие нови технологии за растурање на Балканскиот полуостров? Преку медиуми, преку портали, možda i više od toga. Микротаргетирање и така натаму. Možda i više od toga. Zašto? Imaš Makedoniju i imaš Kosovo. Oni su u centru Balkana. Večeras mogu da budu zapaljeni. Po mom mišljenju, nema ni teoretske šanse da dođe do mira na Balkanu. Englezi neće sedeti skrštenih ruku. Niti dozvoliti ni Amerikancima, ni Rusima, ni Kinezima da uzmu prevlast na ovim teritorijama. Otkad znam za sebe i otkad sam počeo da izučavam te fenomene, mogu da vam kažem da će Englezi sigurno se umešati na ovim prostorima i pokušati da iznjedre neki svoj bunt, neki atentat. Bog sami zna šta će uraditi, ali će sve uraditi da na ovim teritorijama ne bude mira. Da li će oni biti za Makedonce, Srbe, Albance? Sve zavisi od njihovog interesa. Tako, nije sigurno da se ljudi jednog dana neće pobuniti u Makedoniji, ali ne zato što oni žele slobodu, nego zato što će ih neko platiti da to rade, zato što će ih neko podbosti da to urade. Evo šta se nama sve dešavalo u zadnjih 30 godina. Ko je reagovao? Gospodine Petrušić, i aferата со прислушкување. Позади таа афера стоја британците. А кога прислушкува? Ајде кажи ми. Ово што код вас се прича да су прислушкивани. И позади таа афера стоја британците. Луѓето кои беа прво осомничени за таа афера се долгогодишни соработници на британските служби, со седиште во Виена. Таму им е централата. Ti ljudi koji su prisluškivani, odnosno ljudi koji su sarađivali iz engleske službe, odnosno nekih drugih službi, to su privatnici koji rade za sebe. Oni rade za korporativne agencije. Danas su tajne službe ispostava korporativnim agencijama. Danas ne postoje države, oni su ih ukinuli. Danas više vredi jedna sekta, nebitno kako se zove, ili jedna korporativna zajednica, ako ti je lakše, koja u Makedoniji može za 2 minuta da učini šta god hoće. Da osudi koga god hoće. Ne postoje sudovi, ne postoji policija, ne postoji vojska, ne postoji ni jedna institucija. One su samo izvršna vlast ljudi koji manipulišu s nama ko u pozorištu lutaka. Добро, Петрушич, зошто има Северна Македонија? Например, лете, сега дека што има Северна, има Јужна, кај што има Горна, има Долна, кај што има, не знам, Јужна, има и Северна Кореја, и то секојаш остава простор за можно обединување. Прашање на година, на деценија или на еден век која Кореја ќе се обедини, како што се обедини Германија. Ако имате име Северна Македонија, то не значи конечно решено македонско прашање, туку одложено решавање на македонското прашање. Со кој ќе се обедини Македонија, која е Северна Македонија? Македонија je ozbiljno ugrožena od Albanaca po natalitetu, po kapitalu, po načinu življenja, po načinu organizovanja. Imate Bugare kao neprijatelje. Imate Albance kao neprijatelj. Imate Srbe kao neprijatelj. Kad kažem kao neprijatelj, pretenziju teritorijalnu prema vama. Pa kako mislite da preživite? Čekaj, kako misli Makedonija da preživi? Ona može da preživi samo velikim silama, zato je ona
i otišla i pružila ruku Rusiji. Zato je pružila i Americi. Zato želi da uđe u NATO. Zašto? Pa zato što će ti ljudi štititi. Pa ne idu oni u NATO zato što vole NATO, nego zato što više se ne sekiraju za svoju bezbednost. NATO im omogućava apsolutno korišćenje, na primjer, kod vas imate Krivolak, vaš poligon koji vredi ne znam koliko novca, nema ga gotovo nigde u Evropi. Pa znate šta znači to za NATO? Pa šta misliš, ko je to napravio? Ko je stvorio jednu takvu bazu? I zašto ljudi pristaju da prime Makedoniju koja tehnički stvarno nije na nivou da može da uđe u NATO? Pa hoćeš meni da kažeš da danas Makedonija može da uđe u NATO? Ne može da uđu, gotovo polovina evropskih zemalja danas nema tehniku da bi pratila ono što NATO radi. Zašto je primaju? Vodi se krvavi rat, taj krvavi rat ne vodi računa o nijednom građaninu na Balkanu. Znači, građani Balkana su izbrisani. Gospodine Petrušić, ko nije govorihме za migрантски krizi pre 2 години, ko govorihме за хибридна нација, за хибридна држава Македонија, многумина со скепса гледа на тоа. И ние денес сме сведоци како се формира една нова хибридна држава, една нова хибридна нација, која се откажува од својата историја пред 1944 година, по име на упатство на ЮСЕИД, дека во Северна Македонија како треба да се однесува околу прием на бегалци или на мигранти, дека треба да има кампови, дека треба да им се обезбеди лекарски преглед, дека треба да им се обезбеди привремен престој и сместување, дека може да им се обезбеди и работа за 1 или за 2 години, а подоцна и за трајно останување на територија на Северна Македонија. Ова е од USAID, значи од Американската амбасада. Овој упатство излезло некаде пред 2 недели. Значи, тоа што ние го говоревме, дека во Македонија ќе престои период на населување на мигранти, кои ќе треба да останат трајно на територијата на Македонија, сега се реализира во пракса. Па да би могли брзо да делуju, jer njima je vreme neprijatelj. Na ovim teritorijama na Balkanu da bi delovali i da bi uzurpirali sve što mi posjedujemo istorijski i zašto smo vezani ko ljudi i zašto bi se borili, oni moraju što hitnije da nas okupiraju, da imamo strah. Strah će vladati ako izvrše terorističke akcije, ako nam što više ubace ljudi koji nisu sa naših teritorija i koji nemaju našu kulturu. Mi nemamo problem od Turaka, kako ljudi kažu od Osmanlija. Mi smo isti narod. Isto razmišljamo. Mi nikad nismo imali problem s Turcima, iako smo bili okupirani. Mi imamo problem sa Arapima. Mi nemamo problem sa Turskom. To želim svima da kažem. A oni hoće da nas posvađaju danas sa Turskom, koja nam bila jedina brana, da nam ne dođu Arapi kod nas. Сериозна ли опасноста мигранти да се населуваат на територија на Македонија? Oni su naseljeni, samo ih vi ne vidite. Они се веќе тука. Ne, oni su naseljeni, ali vi ih Значи, ne ова vidite. е само легализација на една ситуација која веќе постои, тоа сака да кажете. Oni prvo za njih pripreme poslove, kuće, postave sve i onda ih samo dovedu. Oni u jednom danu mogu da dovedu, kad kažemo u jednom danu, za mjesec dana mogu da nasele ljude gde god hoće i kad god hoće. To se dešava sad polako sa obalama Grčke. Zato su izazvali toliku krizu. Posle obala Grčke radi se na jednom delu teritorije Bugarske, gde su nekad živjeli njihovi muslimani. Ali ne Turci. Oni ne žele da vrate Turke koji su isterani iz Bugarske, niti iz Grčke, nego Arape. To je strašno velika razlika. I to sunite, ne ni šite. Добро. Веќе 2 пати го потенцирате тој факт дека постои разлика помеѓу арапите и турците. И би сакал тука пред ако може да објасните во што е суштината на таа разлика и на тој конфликт. Knjiga se zove Duh Islama. Добро? Znači, ovo su njihovi pisci pisali i čovek koji je nije pročitao, on stvarno ne može da priča o islamu, niti da napravi razliku između arapskog sveta i Turaka. Сака да каже дека арапскиот свет и турците се во перманентен конфликт? Po meni jesu, bar oni tako pišu i oni tako tvrde. Znači, ovo su njihovi sociolozi i filozofi. Radi se o Fazluru Rahmanu. Тоа значи дека арапите не ја сметат Турција за исламска држава? Tako je. Суштината на сите конфликти, според Југослав Петрушич, кои денес се случуваат во Европа и во светот, е тој конфликт помеѓу националистите и глобалистите, без разлика дали станува збор за муслиманскиот или за христијанскиот свет. Во христијанството тоа е судирот на Владимир Путин или Доналд Трамп со господинот Сорос. Седиштето на Сорос во моментот е Брисел, главната логистика на Сорос е во Брисел. И всушност преку Брисел Сорос се залага за Европа без граници, за разлика од Доналд Трамп или Владимир Путин или Виктор Орбан, кои се залагаат за националистички држави во Европа.
Европа. Од друга страна, истиот таков конфликт постои у муслиманскиот свет. Персонификација на тој конфликт се Тајип Ердоган, председателот на Република Турција, и Фетула Гюлен. Фетула Гюлен го обвинува Тајип Ердоган дека првенствено е турски националист, а дури подоцна е исламист или муслиман. И суштината на тие конфликти е кој ќе доминира во светот, дали ќе доминират глобалистите или ќе доминират националистите. Во зависност од тоа кој ќе победи, ќе зависи иднината на Балканскиот полуостров. Пред 2 недели во Нов Зеланд се случува грозоморен терористички акт. Убиени се 48 луѓе, првенствено муслимани. Убиени се пред 2 џамии, а некаде се ранети повеќе од 80 луѓе. Човекот кој го врши тој грозоморен терористички акт, патувајќи до тие 2 џамии, во своето возило слуша српска музика. Според Југослав Петрушич, целата таа операција однапред смислена и целата таа операција треба да предизвика серија на терористички акции не само во Србија, туку на Балканскиот полуостров, во Република Македонија, во Косово, во Црна Гора, вклучително и во Турција и во Русија. Целата таа операција треба да покаже со прст дека ако може на Нов Зеланд христијаните да убиваат муслимани, дека тоа мора да предизвика реакција муслиманите на Балканскиот полуостров да убиваат христијани. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме, меѓутоа приказната и сценарието кој го каже Југослав Петрушич е повеќе од интересно. Слушнете го. Петрушич, може ли да направиме одредена парадигма? Да речеме во христијанскиот свет, без разлика на православен или на католички, сега се во конфликт луѓето кои се интернационалисти или либерали и луѓето кои се националисти. Дали тоа е конфликт? Се извинувам. Во муслиманскиот свет, конфликтот помеѓу Тајип Ердоган и Фетула Гюлен е исти како што е конфликтот во христијанскиот свет помеѓу исламот и помеѓу национализмот. Така ли да ве разберам? Дека тоа што се случува сега во исламскиот свет е конфликт помеѓу Тајип Ердоган, кој е првенствено националист, и Фетула Гюлен, кој е првенствено исламист. Па најбољи пример кој ми можеме да узмемо е атентат кој се десио у Новом Зеланду. Тоа е пред 10 дена. Тако. 50 на луѓе, првенствено турци, муслимани убиени во Нов Зеланд. Ја би прво изјавио саучење свим тим људима. Не желим да ме нико учи како ја треба да поштуем ислам и муслимане. Ја затоа и читам нjihovе книги, образован сам. Желим да покажем свим људима и да кажем да ми се њима живимо више од 10-11 векова, што знају книги, и да ми знамо те луѓе да поштуеме и они нас. Да, тие се првенствено луѓе, а подоцна муслимани, христијани или било што друго. И не желим да ме нико учи како ја да поштуем те луѓе. Никако да им изјавиме саучешće ни шта се десило. Меѓутоа мисля дека тој конфликт првенствено можеме да го видиме во тој грозен терористички акт на Нов Зеланд. У првом реду е нападнута Турска. У првом реду. Зошто? Слушај, овде, па да би ја разjedinili sa Русијом, да би разjedinili sa Балканом, мора тај јаз да буде направен да доđu екстремни муслимани. Значи, Турција да се скара со Балканот, така? Турци су националисти. Така. И они тоа значи дека арапите да дојдат на Балканот, а не турците. Тоа е суштината. И они желе да направе јаз измеѓу Турска и Балкана. Они желе да зауставе управо Тајип Ердогана. Они не желе да имамо ikakvu везу. Они зато и боре се сви у Европи, арапи, да Турска не буде примljena у Европи. Ево, можете видети у Страсбургу, можете видети у Европском парламенту, да се највише муслимански лидери кои су у Европском парламенту боре да Турска не уđe у Европу. Петручич, ако го ставате во контекст се ова, на тоа што се случи на Нов Зеланд, дали тоа значи можни терористички акции на територијата на Балканскиот полуостров? Видите, значи само неколку дена после она што се случи во Нов Зеланд, македонските власти осудуваат 7 борци на ИСИС кои потекнуваат од Македонија на затворски казни од 6 до 9 години. Значи само неколку дена после тоа што се случило на Нов Зеланд. Затоа што некој да сака намерно да предизвика терористички акции на Балканскиот полуостров. Ради се о jednoj организованој акцiji koja je pripremana za teritoriju Balkana, odnosno šire. Ne radi se samo o Balkanu. Radi se i o Rusiji i o Turskoj. Znači, radi se o jednoj veoma širokoj teritoriji koja za posljedicu treba da ima u prvom redu zemlje Balkana. Znači, Kosovo, Srbiju, Makedoniju, odnosno delove Albanije, Crne Gore, možda Bugarske i Grčke. Znači, Balkan treba da gori. Da gori. Kako da gori? Po terorističkih akata. Da se počnu da se pojavljuju. Да се дижу у ваздух. Одеднаш на вака заверена атмосфера, ние почнуваме да осудуваме припадници на ИСИС, Косово почнува да гони припадници на ИСИС,
Безбедноста на косовска полиција, после тоа што се случува во Нов Зеланд, значи на 20.000 километри оддалеченост од Косово е крената на највисоко можно ниво. Пред еден месец американската амбасада ги предупредува своите граѓани во Македонија, ги предупредува македонските граѓани дека има опасност од засилени терористички акции на територијата на Република Македонија. Ти Македонија. луѓе кои тоа јавljaju, тако су јавljали за Оливер Ивановиќа кој треба да биде убиен. Тако јавljaju за други терористички акти, тако су јавljали за Зорана Џинџиća, тако ќе јавити за неки терористички акт кој треба да биде у Македонија. Тоа су све припремне акции. Тоа е сценарио. Тоа е сценарио. Ево погледајте. Значи овде ви можете да видите колико измеѓу една и друге џамије има. Тоа е Нов Зеланд, така? Тако е. Ово е две џамије на којима е он покушао да изврши атентат. Околу 7,5 километри. Тако е. Разлика. Он е 10 минута пред него што е почeo да убија наводно јавио. Значи им се јавува 10 минути пред да почне да Али убива. шта е проблем? Што премиерки отац Давид Рос, Премиерката на Нов Зеланд. тако е, и е полицајац и кој био еден од главних полицајаца на Новом Зеланду. И што он савршено добро зна како тоа функционише и nije реаговao. Ни он и негови пријатели. И тај проблем не би био опште Значи Петро ќе сега да кажете 7,5 километри разлика од една до друга џамија. тако е. 10 минути претходно човекот јавува. Полицијата на Нов Зеланд не реагира, убива 50 недолжни луѓе. Не, на едно место убија 41, а на другом 7. Значи И 40. рањава око 40 луѓе. Да. Првенствено муслимани, првенствено турци, и тоа треба да се користи како можност за нови терористички акции, карање помеѓу муслимани, христијани, католици и така ради натаму. јавност у Србији, шта ради јавност у Македонiji, шта ради јавност на Косову, шта ради јавност у Албанiji, Црној Гори, Грчкој и Бугарској. Подгрева ситуацију терора и каже да бели екстремисти креću да убијају муслимане. Свуда у свакој земји лажно приказују. Ево, погледajte у Србији јутро шта е приказано. И нетачна информација, тај Пердоган nije претио. Али шта е проблем уопште čitavih ovih priča? Naše novine svaki dan pišu heroj policajac uhvatio teroristu. Terorista koji ima 6 pušaka, koji je ubio 50 ljudi, koji je ranio 40-50 ljudi. Pa kad si ti čuo da ga policajac rukama izvlači iz kola? Добро, ме мисле дека тоа е смислена и однапред планирана операција, така? Ja ne mislim, ja znam da je to sve tako Dobro. rađeno. Evo reći ti zašto. Сте учествувале ли вие во такви операции? Više puta imate obavezu da pucate na čoveka koji je pobio toliko Кој ljudi. Петрушич? Znači, vi imate obavezu, ne smete da mu priđete. Како се одбира таков човек? Гледате, сега имаме на Нов Зеланд. Пред 7 години или 8 години имавме во Норвешка. Во тој период Норвешка изрази скепса околу акцијата на НАТО во Либија. Дури најави можност Норвешка да излезе од членство во НАТО. Министар за полицијата во Норвешка, Jan Stoltenberg? да. Tako je. Сега генерален секретар на НАТО. Tako je. Evo ova žena koja je sad premijerka, ona Na će u Novom Zelandu. skorije vreme da bude jedna od bitnih. Прво, како се одбира такви држави и како се одбира такви личности за да може да направат такви масакри? Zato je 7 godina taj čovek putovao. Netačno da je putovao. Ово е од Нов Зеланд. Ne, on nije putovao, on je radio, bio pripreman. Taj čovjek je ko devojčica, ja hoću suknicu da mu pošaljem. Pa koji to ekstremista se preda posle ubijanja 50 ljudi i posle toga rani još 50 ljudi i on se preda jednom policajcu da ga izvuče rukama? O kojem ekstremisti vi pričate? Radi se o nameštenom zločinu, kompletnoj jednoj teritoriji na kojoj nedužne žrtve ko ovih 50 ljudi koji je ubijeno i 80 ranjeno. Ja prvo za njih tražim pravdu, pa onda i za sve ostale nas da И zaštitim. тамо на тој кундак од пушката напишани сите српски херои кои се бореле против османлиите, против турското робство. Значи сака да се каже дека од овие простори доаѓа инспирацијата на борба против муслиманите. Тоа се случува 2 Ne или 3 muslimana, дена. ne, izvini. On je rekao Otomanskog carstva. Zato sam malo preočito. Nije on za muslimane tražio. Ne. Значи Отоманско царство. Ne, on je napao Otomansko carstvo. Izvinite, ja zato hoću da pojasnim ove stvari. Znači, pitanje današnjeg terorizma u Makedoniji, Srbiji, Kosovu, Albaniji, Crnoj Gori je pitanje toga, ovog fingiranja dokaza o kome ja danas pričam. Znači, pitanje tog terorizma nije pitanje Novog Zelanda. Ja sam zato i zamolio da sve naše tajne službe odu tamo, uzimajući i rusku tajnu službu, bugarsku i grčku. Zašto? Jer njima, gruzijsku, jer njima pripremaju terorističke akte. I žele na ovim teritorijama da se krv prolije kroz terorizam i da svi budemo uplašeni i da jedni drugih sve Сакате plašimo. да кажете, дека ние правиме плашило од Турција, така? Tako je. Дека правиме плашило од тај Пердоган,
наскине на село од преку USAID и другите организации арапи на територијата на Македонија, кои се многу повеќе терористи отколку што овие кои не ги прават ко плашило од Турција. Ти се сеќаш, и Тајип Ердоган. ти си био ко Тајип Ердоган. Да, Ти знаеш šta sam ja govorio za Tayyip Erdogan. така е. Ti se dobro sećaš šta je bilo pre nego što su pokušali da ga svrgnu. Sada opet pokušaju na istovetan način. Ovo je mnogo veći zločin i mnogo više, vidjet ćeš, i u Turskoj će leteti džamije u vazduh. I tamo će teroristički akti biti. Evo ja znam u zadnjih godinu dana 2 teroristička akta koje ima i žrtve koje je on podneo. Upravo pre nego što je pokušao da ostane na vlasti. Ovo je većim delom udar na njega. Ovo je većim delom udar na sve ovo što je trebalo da bude spojeno ovde. Pojavili su se neke zveri, odnosno ljudi koji su pokušali da jednog maloumnika, odnosno jednu devojčicu koja nije smela čak ni da umre ko čovek. Znači on je devojčica, njemu treba suknjice slati. Ови од Нов Зеланд. Tako je. On je bolesnik jedan kome treba suknjice slati. Ja zato molim ovim putem da svi ljudi koji budu mu pisali da mu pošalju i po jednu suknjicu, da je obuče, jer on nije smeo ni da umre ko čovek. U ime kojih ideala ubio? U ime čega je on ubio? Koje on muslimane poznaje? Ubijati nedužne ljude. Zašto? Slika kako je on ubio je ista kao ona slika koja je bila u Pilicama. Trebali su da je považu s Radovanom Karadžićem da bude optužen. Srebrenica je povukla 30 milijardi eura. Како? Pa kroz sve akcije koje su oni radili, istraživanje ljudi koji su 30 ukrali uzeli. милиарди евра. Tako je, do sada je koštala. Oni svakoj ženi, svakom čoveku koji je stradao tamo, svakoj ženi danas isplaćuju platu od 3000 konvertibilnih maraka, 1500 eura. I sva istraživanja koje su koštala. Петруш, кој стои позади ова? Вие спомнувате име Мазар Красничи. Mazar Можете Krasnići ли за je, нашите гледачи да кажете кој е тој Мазар Красничи? Mazar Krasnići je čovek koji je 1950. godine napustio Kosovo, rođen je 1931. 1965. godine odalazi u Meku i tamo postaje jedan od bitnijih ljudi u muslimanskom svetu. Мазар Красничи. Tako, 1979. godine dobija dozvolu da Saudijskoj Arabiji izvozi halal meso. I postaje glavni za čitavu teritoriju Balkana. Значи богат човек. I više od toga. Znači, dobiti takav status i to dobija od najekstremnijih muslimana, tada u to vreme. Саудиска Арабија. Tako je. I on postaje jedan od bitnijih ljudi muslimanskog sveta, ne otomanskog. A pri tome je katolik. Iz Moskopolja potiče. Мазар Красничи. Tako, potiče iz Moskopolja. Католик од Москополе. Tako je. Затоа ги гледаме тие слики со папата Јован Павле II. Sa papom, sa Dalai Lamom, sa, šta ja znam, svim ostalim ljudima koji su iz okultnog sveta, a koji se koristi muslimanima. On je jedan od ljudi koji se danas koristi muslimanima. Мазар Красничи. Ne, familija njegova, on je sad stariji čovjek, on ima dosta godina i tako dalje. On Da, je 1931. Rugovu rodan. 1990. godine doveo prvi put u Ameriku. On je Adema Demaćija doveo u Ameriku. On je preko Lech Valense prvi put pričao u Ujedinjenim nacijama o Kosovu. On je čovjek koji je 1999. godine 650 Albanaca sa Kosova i Makedonije doveo na Novi Zeland. On je sad napravio populaciju od 5000 ljudi tamo. On je prvi čovjek koji je organizovao da Trepča bude oteta. Od Kosova, ne od drugih ljudi. Da je da Bob Dolu, da je da Al Goru, da je da Bill Clintonu. ovaj čovjek- Familija Krasnić. И овој човек ја гради првата џамија на Нов Зеланд. Tako je. 1984. na 85. godinu on zalaže svoju kuću. Kuću svoju zalaže da bi ta džamija bila izgrađena. Svoju kuću. On i još trojica muslimana. Тамо кај што се случува овој немил терористички акт. U toj istoj džamiji. I svi zaboravljaju da kažu za koga je radio ovaj zločinac. За кого? Za Albance. Kad kažem za Albance, pardon. Za ljude albanskog porekla, ne za Albance. Ja se izvinjavam. Ne za Albance. Za nekoliko kriminalaca koji zloupotrebljavaju nesreću albanskog naroda. Ова премиерка на Нов Зеланд доаѓа на власт, иако не победува, со помош на овој Мазар Красничи. Uz pomoć njegove grupacije. Znači, Njegova logistika. Tako je, njegove logistike. Tako. Ali on je u direktnoj vezi sa čovekom o kome ja pričam koji mrzi danas Erdogana. Фетула Mnogo je Ѓулен. tako je. Koji mrzi danas... Значи Мазар Красничи и Фетула Ѓулен се во исклучително... Ne Mazar Krasnić, čitava ta grupa ljudi. Dobro. Znači radi se o muslimanskoj zajednici na Novom Zelandu. Znači ne jedan čovek, radi se o jednoj zajednici koja je tamo sakrivena i u Australiji, koja je jako aktivna. Тоа е става у функција мајка Тереза. Tako je. Ne samo u funkciju Majka Tereza, oni se služe tim činjeničnim stanjem Majke Tereze, katolika, Albanaca, rata na Kosovu, tenzija koje imamo s Turskom. Значи ова е мозокот
на еден поголем дел од операциите. Сега прв пат исплива во јавноста, после ова што се случува во Нов Зеланд. Инаку ние да не се случеше ова на Нов Зеланд, немаше ни да знаеме кој е Мазар Крсничи. Тако е, а не би ни ја знал да ми нису јавили. Човек из едне земље ми е послao поруку, каже, иди у том правцу. Косовske snage su podigle borbenu gotovost najvišeg nivoa. Sve su uzeli, čak su i rezerviste podigli. Ja kažem, zašto su podigli? Da, direktor kosovske policije je podigao borbenu gotovost na Kosovu radi terorističkih akata. Na Nov Zeland. Tako je. I digo se i NATO i KFOR. Svi. Znači, svi su bili i sva policija u rezervi je bila pod oružjem. U borbenim prslucima. Ja zovem prijatelja koji je dole, koji radi iz jedne zemlje, koji radi dole i kaže mi... Na Kosovo. Da, kaže ovdje je vanredno stanje. Ja kažem što je vanredno stanje? Kaže ne znamo nešto se dešava u svetu. Znači oni ne znaju šta se dešava. Господин Петрушич, еден месец пред да се случи ова на Нов Зеланд, директорот на косовската полиција е во гости. Malo ranije, ne, jedan mesec, 2-3 meseca pre toga je u Novi Zeland išao. Директорот на косовска полиција. Tako je. Ali nije problem samo on. Najveći problem ovdje imamo upravo kod Fatiha Gulana. Najveći problem imamo kako smeniti Tajpa Erdogana. Najveći problem imamo kako razdvojiti Vladimira Putina od toga. Zato je Gruzija napadnuta. Mislite дека Фетула Гюлен стои позади ова што случува на Ne Нов Зеланд? mislim, ja sam siguran u ovo što pričam. U ovu zaveru. Тоа е муслиманскиот Сорос. Значи, пежоративно кажано, Фетула Гюлен е муслиманскиот Сорос. Tako je, ali ovdje treba iskoristiti inerciju Novog Zelanda i ljudi koji su neuki šta se dešava sa islamom, iskoristiti ženu koja ima dete sa muslimanom, znači premijerka ima dete s muslimanom, iskoristiti čitavu situaciju tamo i preneti na teren Balkana i preneti na teren Turske, odnosno napraviti jaz između Rusije sa Gruzijom, napraviti haos u centralnim delovima Srbije, Kosova, Makedonije, zaokružiti to sa Crnom Gorom. Вие очекувате реакција на Балкан? Очекувате реакција на тој терористички акт во Нов Зеланд? Очекувате реакција на Балкан? Ja ne očekujem, ja znam da je to bilo pripremano na Kosovu. I znam da je ta akcija trebala da se proširi i u Makedoniji. Ja znam, ja sam zato i obradio na ovaj način. Ja znam da je sve lažno vezano za teroristu. Zato što se taj terorista ne hapsi, nego ubija. Koji terorista je kad uhapšen? Daj mi jedno koji je u Francuskoj izvršio teroristički akt, imate ih 150. Svi su pobijeni. Šta je bilo u Italiji? Šta je bilo u Engleskoj? Šta je bilo u Španiji? Jer smo pobili do sada preko 400 terorista, oni se ne hapse, ne smete da im priđete. Pa šta smo mi, u crtanom filmu, šta, pa svi nas sad lažu. Sad mi ne znamo kako funkcioniše sistem ako imate čoveka koji je ubio 50 ljudi. Ali slušaj, onaj najbitniji deo svega ovoga. U njegovom manifestu, navodno, u Kebeku, dok je vozio ka džami Tranite kolima, slušao dve pesme, jednu na srpskom, drugu na nemačkom jeziku. Ali tu pesmu na nemačkom nemate. Ja ću ti posle pustiti, ja sam podvukao, tu možeš da vidiš ima na albanskom, ima na hrvatskom, ima na engleskom, ima na kom god hoćeš jeziku, možeš tu pesmu da napraviš. Значи слушал песми на српски и на германски. Tako je. Значи треба да имаме терористички акции во Германија? Ne, Evo treba sada. povezati ove teritorije sa nacistima. On je gore povezao sa Hitlerom. Што е во Норвешка. Tako je. Sad ćeš čuti sa Breivik. On je povezao to sve. Znači povezuje fašiste, povezuje Balkan, povezuje Tursku i stavio Rusiju u isti koš. Sve to povezuje i napisao nekih 1900 slova. И сега ние треба да мислиме каде прво ќе ударат на Балканот. Tako je. Nema šta da mislim, ja znam da će udariti na Balkan. Во неколку наврати Југослав Петрушич отвара темата на градот Москополе или на културата на Москополе или на влијањето на Москополе. Во 18 век Москополе е втор по развиеност и по богатство град на територијата на Балканскиот полуостров во периодот на Отоманската империја. Број некаде помеѓу 60 и 80 илјади жители. Многумина го сметат за центар на влашката култура, меѓутоа многумина го сметат и за центар на грчката култура, тамо некаде 80 век. Градот е до темел разрушен како освета на турците за улогата на Москополе во тие руско-турски војни некаде 80 век. Меѓутоа, луѓето кои се со потекло од Москополе денес владеат со балканската политика, вклучително и Еди Рама, кој е роден во градот Корча, кој е само 20 километри оддалечен од местото кај што некогаш постоел градот Москополе. Да се вратиме малце кој Мазар Крсничи. Вие кажувате дека е со потекло од Москополе. Во неколку интервјуа почнувате да анализирате таа проблематика, останувате недоречен. Москополе е место тамо на граница помеѓу Албанија и Грција. Tako je. Не постои сега, разрушено некаде пред 2 века. Во свое време едно од најмокните градчиња или градови
или места во Отоманската империја, потекна од многу богати луѓе. Кочо Поповиќ, кој беше долгогодишен министар за надворешни работи на паранешна СФР Југославија, е со потекло од Москополе. Јесте, али šta je Можете problem? ли да не кажете суштината, Ali бидејќи šta je problem sa Kočo Popovićem? Da li iko od vas zna da je on školovan u Švajcarskoj? имаше дека и Da li во iko Сорб... zna, da li iko zna da se on vratio 1921. a 24. završio gimnaziju za 3 godine u Srbiji? Da li iko zna da je on svirao klavir? Da li iko zna da je on otišao u Španiju kao rezervni potporučnik Kraljevine Jugoslavije? Pa šta je on radio? Na dugme pritiskao i učio te stvari. Pa kad je došao tamo da ratuje u Španiju, postoje tamo poručnik. Pa kad se vratio iz Španije, u Kraljevinu Jugoslavije vojske počeo da radi. Pa iz Kraljevine Jugoslavije rehabilitovali ga komuniste pa ga vratili u komuniste. Pa I je 1948. легендарен командант на прва пролетарска бригада. 1948. ubijaju Arsu Jovanovića, komandanta svih snaga Jugoslovenske narodne armije. I stavljaju njega. 1966. skidaju Rankovića, stavljaju njega. Ja ovdje ne pričam o njemu kao Makedoncu, nego kao čoveku iz Moskopolja. Koča Popović Tako го je. става под Nije мраз. Koča, on se zvao Konstantin Popović. Konstantin On se Popović. nije zvao nikad Koča. Знаете зашо ја прашав? Константин Поповиќ и неговиот договор со Аверов го стават под мраз македонското прашање 1960-61 година. Tako je. СФР Југославија да не го решава македонското прашање. Тоа е со потекло од Москополе. Slušaj, ali ista je priča bila i sa Srbijom. Ista je priča i u Hrvatskoj. Ista je priča na čitavoj ovoj teritoriji. Петушич, Znači, šta може ли да je... ве замолам? Кратко да ни објасните која е суштината на Москополе. Има теза која се развива сега на Балканскиот полуостров, дека влашки или нововлашки семејства или лидери владеат со Балканскиот полуостров. Дека тоа е Зоран Заев, дека тоа е Мило Ѓукановиќ, дека тоа е Еди Рама. Има ли вистина во сето Evo тоа? ovako, oni su naseljeni u Makedoniji, u Kruševu, u Ohridu, u Strugi, oni su naseljeni oko Tirane, Valone, Drača, oni su naseljeni u Kuksu i Tropoji, oni su naseljeni u Kosovskoj Mitrovici, imaš ih dole u Prizrenu najviše, bavio sam se u Kruševcu kod nas, imaš ih u Španiji koliko god hoćeš, imaš ih u Austriji, u Zagrebu i najviše ljudi koji su zlo naneli Srbiji dolaze iz Zagreba, koji se predstavljaju kao oni. Ко власи? Čas su Jugosloveni, čas su Vlasi, čas su Arumuni, a najviše idu prema Jugoslovenima. I najviše se kriju iza Nikole Pašića. I najviše se kriju iza Apisa. I najviše se kriju, evo danas kažu da je Toše Proeski njihov, pa je Alkabija Nuša, Branislav Nušić, pa je njihov Mihajlo Pupin. Pa sve što je urađeno, sve je njihovo, slušaj. Што е суштината на Pa Москополе? suština je dovesti ljude u zabludu. Moskopolje je jedna prošlost, odnosno jedna stvar koja je postojala u datom momentu, koja je bila razvijena, jedna ozbiljna kultura, koja danas nema apsolutno nikakve veze. Никогаш немале своја држава на Балканот. Oni nikad nisu imali svoju državu. Njih su bile- Turci uništili 2 puta. Nisu ih uništili ni Srbi ni Makedonci. Njih nisu uništili ni Hrvati. Едино во текот на првата светска војна прават своја државичка, тамо Северна Грција и Da, Албанија. ali su oni uzeli Albance, te interesne grupe danas, predstavljajući se navodno kao preci Arumuna ili Vlaha ili šta ja znam koga. Na primjer, u Srbiji živi samo 243 čoveka takva. Владеат ли денес тие со Балканот? 243, a Vlaha imaš oko 150.000. Дали владеат денес со Балканот? Многумина смета дека тие луѓе од Москополе, што потекнат од Москополе, всушност се архитекти на договорот помеѓу Македонија и Грција за промена на името Слушај. Северна Македонија. Pošto sam ja čovjek koji izučavao dugo vremena pitanje upravo mnogih ljudi koji su koristili reč jevrejstvo, jevreje i tako dalje od 91. do 99. u Srbiji, krili se iza toga. Došao sam do zaključka da danas mnogi ljudi licitiraju sa svojim imenima i svojim poreklom, lažući i predstavljajući se kao ljudi iako ne potiču odatle. Ali Moskopolje je njima kost u grlu jer ne znaju ništa o Moskopolju. Петрушич, Мазар Красничи е со потекло од Москополе. Ne samo da je potekao, on gaji kult toga. On manipuliše sa svima. Добро, што сакаат тие луѓе? Pa ti ljudi navodno hoće da prikažu da nema granica na Balkanu. Oni hoće da ovdje postane nova Evropska unija. Ne znam da li vi to primećujete. To hoće Milo Đukanović, to hoće Edi Rama, to hoće Ramuš Haradinaj, to hoće Zajev, to hoće Cipros, to hoće predsjednik Bugarske. Da nema granica na Balkanu. Ostala je Srbija koja ima nerešen problem oko Kosova. Ona je ostala. Koja ima nerešen. Da je to rešeno, pa već bi sve bilo gotovo. Već bi sve bilo gotovo. Ko su žrtve? Pa samo Starosloveni.
Samo oni nemaju istoriju, samo oni ne postoje. Samo njih nema, samo smo mi pali sa kruške i došli u nekom 7. 8. veku. Iako ne možemo kamionima da oteramo našu istoriju. Kako je smenuto ime to Severna Makedonija? Vi ste čovjek koji mnogo znaje. Makedonija imaše mnoštvo imenja i mnoštvo predlozi za kako da bude smenuto ime to Republika Makedonija. Pročitaj memoare Koče Popovića, bit će ti jasno. Dobro, može li vi jedna poenta da kažete? Pročitaj memoare još pre početka Drugog svjetskog, znači nekih 20. godina već su se dogovarali kako će na tim teritorijama da daju. Onda kad su dali, kad se to zvalo Stara Srbija. Da se vika Severna Makedonija. Tako je. Znači ušte Koča Popović pred 80-90 Ne samo on, godina. nego čitave te grupacije, nazovi socijalista, komunista, kako god hoćeš, oni to vreme Znači su bili... sepak je Mosko polje bitno. Da, pa Mosko polje je bitno iz jednog prostog razloga jer svako manipuliše sa njime i ti ne možeš da znaš šta je istina. Nema knjiga, nema zapisa, nema nikakve knjiga. Navodno je tu bila 71 crkva pravoslavna. 71 pravoslavna crkva i nema nikakvog zapisa. Gospodine Petrušić, gledajte, Butari se od Kruševo su poteklo od Moskopole, gradonačelnik na Solun. Cijela ta grčka elita, severna Grcija, su poteklo od Moskopole ili su poteklo od Romanije. Grupacijata na luge koji se danas vlas ili se najbogativo Republika Makedonija su isto poteklo od Moskopole. Znači, gledajte, tije dve grupacije go rešija problem od njime. Znači, ne možemo vaka ili onaka da gi tretiramo работите, međutim, suštinata je ta. Kod nas kažu da je Toma Fila Cincar. Da, odbitno. Ali on se predstavlja kao Jevrein, on se predstavlja kao Makedonac. On se predstavlja kao Jugosloven. Šta je on saznao 2008. 2009. godine da je postao Cincar? Toma Fila i tatko mu Filota Fila. Pa čekaj, ali kad je saznao to? Sovjetnik na site, srpski premijeri, predsjedatelji ili ministri za unutrašnje rabote. On je bio stvarno najveći advokat. I uz dužno poštovanje prema gospodinu Tomi Fili, ne govorimo u negativnom smislu. Pa što to odmah nije rekao kad se rodio? Jer ja moram u 57 godina da saznam da se Branislav Njušić zove Alkabijat Njuša. Čekaj, ja moram to da saznam. Jer moram da saznam, šta ja znam, u 50 godina da je Nikola Pašić bio Cincar. Ne smeta mi, jer moram da znam da je Apis učestvovao u tome. Ali Apis je ubio drugog Cincara Markovića, pored kralja. Pa su navodno neki drugi Cincari bili i pored Karađorđa, pa su bili i pored Miloša Obrenovića. I dobro se, Milo Đukanović, Edi Rama, Zoran Zajev. Imat li nešto? Pa onda kažu da je Goran Svilanović ovde i on Cincar. A on dovezo leševe sa Kosova. Pa onda kažu da je Nataša Kandić. Ali šta je problem ovde u svemu tome? Problem je što u mestima gde živi Nataša Kandić između Kragujevca i Topole, 1941. upravo njen rođak pobio 10 Nemaca, koji su u opštini Kragujevac, u Nirnberškom procesu koji se zove Talački proces, pronašli da je 7000 ljudi ubijeno u opštini Kragujevac. A Nataša Kandić je 2015. godine ispred Skupštine Srbije zapalila 7000 sveća, gde su njeni preci pobili Nemce, a zbog njih pobijeni ljudi u opštini Kragujevac. Opštini Kragujevac, ne u Kragujevcu. Takih primjera imamo u Makedoniji. Hoću da vam pričam o bitkama iz Prvog svjetskog rata. Šta se desilo u Turskom ratu? Šta se desilo u Balkanskom ratu? O čemu ti ljudi? Pa naši grobovi svedoče o tome. Gde su im grobovi? Mene interesuje, Vasko, gde su njihovi grobovi? Oni hoće kako nas brišu. Ja nikako nisam mogu da razumem gde su nestali ljudi sa teritorije Hrvatske, Dalmacije, mnogih drugih zemalja. Mnogih drugih teritorija gde su se nalazili naši narodi. Iskopali su im grobove. Evo to sad rade na Kosovu. To ću uraditi kod vas u Makedoniji. Preorat će vam grobove. Nećete znati ko ste. Petrušić, na 7. maj papata dođe v oficijalna poseta na Makedonija. Ki bude 10 sati. Makedonija je nepriznata od pravoslavni svijet. Ne ni nekoja isključitelno bitna pravoslavna država. I to je prva oficijalna poseta pravoslavna država na papata posle njegovото stapuvanje na funkcijata u Vatikan. Zašto papata dođe u Makedoniju? Svašta je moguće tog 7. maja. Evo ja ti pričam. Svašta. Ali ne u onom smislu svašta je moguće. Što vi mislite da kaže? Svašta je moguće, oni pokazuju svoju silu i moć. Ljudi koji su osmislili prvo sad da nam stave kao neprijatelje muslimane, sad pravoslavnom svetu stavljaju i katolike. I kažu da smo mi divljaci, mi ćemo se buniti normalno protiv toga. Ne samo da smo ubili muslimane, nego mi nećemo da primimo ni papu. Znaš i koliko je to opasno, odnosno koliko je to sad, kakav je to pritisak nad narodom kad očekuje to? Zašto u Severnu Makedoniju?
Zašto u Makedoniju? Zašto uopšte na toj teritoriji da dolazi? Kad on zna šta se desilo tu. Kad on zna da je Ali Agadža pucao u njegovog prethodnika iz Bugarske. Ko je Ali Agadža? Da li se iko ikad s njime bavio? I on je iz Moskopolja. Problem jeste u tome. Pogledaj imena. Gde je problem? Zašto mu je papa oprostio? Kad kažem iz Moskva, nije baš iz Moskopolja, ali iz te regije. Šta se tu dešavalo? Zašto su svi ti gradovi sad objedinjeni? Zašto ti ljudi sada žive između sebe i kažu da ih ima 500.000? Ne pričam ja ovo zbog mene, ja pričam zbog njih. Jer će proći ko što su prošli krajem 18. veka, od Turaka. I prvi i drugi put. Pa će bežati kod nas, pa kod nas ulaziti u naše zajednice. Ono što sam pričao o kvazi jevrejima i lažnim jevrejima, to danas pričamo o kvazi cincarima i lažnim cincarima, da jednog dana kad im bude bila potrebna pomoć će doći kod nas. Sve stvari koje nam danas pakuju, i ove atentate, i ove zločince, i pokušaj da nestanemo, da oni vladaju sa nama. Svaki put kad su oni uzeli da vladaju, njih su velike sile uništile. Oni nikad u životu ne mogu da pobede velike sile. Jer da su znali da imaju svoju državu, oni bi imali. Ne pričam im ja ovo da bi im držao pridike. Ja pokušavam da ih osvestim da spase svoju decu. Da se pomole Bogu. Bogu da se pomole, nebitno kom Bogu veruju, jer oni nemaju Boga. Ne, imaju Boga, pardon, nemaju veru. A učestvuju u svim političkim strukturama. I oni odlučuju o našim životima. Mi u suštini ne postojimo na ovim teritorijama. Niti nas ima. Ko najve как имам интервју со вас, значи сите, ми рекол да поставам едно прашање. Како Никола Груевски избега од Македонија? Nije on izbjegao, dogovorili su se da izađe. Ne bi njega primila nikad Mađarska, niti bi on imao taj prioritet koji ima. On je morao da izađe da ne bi pričao o svim aferama koje su se desile. I pre nego što je trebao da izađe, dogovor je pao. Ne postoji ništa na ovom svetu što nije namešteno. I način na koji to funkcioniše i kako se on predstavlja i kreće, i ide, i dolazi, i odlazi. I nikoga ne hapsi iako ima crvenu poternicu. Iako znaju šta je učinjeno sa ove ili one strane, ko će njega da dira? Ne postoji neko ko... To su sve dogovorene stvari. Mi se nalazimo u jednom realitiju opkoljeni sa svih strana. Dobro, ako se dogovara takve работи, кој све учествува во договарање на такви работи? Najviše učestvuju upravo tajne službe koje se nalaze po ambasadama. U ambasadama ti ljudi više ne rade za svoje zemlje. Na Balkanu danas sve američke službe rade za sebe privatno, odnosno za Clintonovu administraciju. Oni ne rade uopšte za Trumpa. Oni rade protiv sadašnje administracije Amerike. Oni je čak i ugrožavaju. Oni čak fizički ugrožavaju bezbednost američkih državnika, odnosno samog Donalda Trumpa, upravo s ovih teritorija. Zašto? Ako se ovo ne stvori na Balkanu ko što jeste, on će nestati. Oni mu čak i fizički prete. Ove stvari koje se sada dešavaju kod nas imaju mnogo zajedničkih stvari sa Amerikom. Imaju mnogo zajedničkih stvari sa Rusijom. Zato, kad si me pitao zašto je Rusija njih priznala, pa Rusija je priznala i šiptarski pasoš. Albanski. Šiptarski. Albanski u Albaniji. Ne, to su šiptari sa Kosova. Да, албанци од Косово, мислам, тоа е според македонскиот закон. Аха. Петруше, сега да кажете дека ваква операција, како што е бегството на Груевски, не може да се случи без договор на големите сили. Sve je pripremljeno unapred bilo. Сценарио. Sve, kompletno. I gde će da ide, šta da priča, i kod koga da dođe, ko će mu dati, i gde će ga zaštititi, i gde će da ga vrati, i kad će da se vrati u Makedoniju. Ja znam jednog dana da se vrati u Makedoniju. Ja. Ке се врати? Tako je. Kad dođe vreme. Čekajte malo, vi ste mnogo nestrpljivi. Mnogo brzo vam se dešavaju ove stvari da bi videli šta će da bude sa njime. I ko će da bude s njime. Ovo što su ove osudili, evo apelacija će to da sruši pa će pola kazne da im da samo. Evo ja ti unapred kažem. Ništa od ovog, ovo je sve sinema, kako kažu, predstava za narod. Како викат французите. Tako je, normalno. Ko za brisat Antona u Srbiji. I poslije dobiju po neke sitne male kazne. Ovo je sve predstava za narod. Jesi ti sećaš Jesi ti sećaš Makedonca koji je ubio kralja Jugoslavije u Francuskoj, u Marseju? Da. Je li on bio i VMRO i Ustaša? Da. Pa šta je sa Igorom Jugom? I VMRO i Ustaša? Pa ili ima to smisla, bre? Pa има смисла. Pa ima, kako da ne. Pogotovo kad se ljudi danas u današnje vreme zezaju sa time. И сега кога ќе се вратите наназад, 27. април, беше представа или беше реалност? Predstava.
Ta predstava koju nam prave danas, u današnje realno vreme, realnost je za činjenice i stvari koje su nam se desile. To se stvarno realno desilo. U našim glavama se realno desilo. Ali ljudi koji su to režirali i komponovali je bila predstava. Mi smo samo bili učesnici, mi smo bili samo lutke i marionete. Što se pre otreznimo, mi, Cincari, Makedonci, Srbi, Turci, Albanci, Crnogorci, mnogo će nam lakše biti, Vasko. Mnogo će manje da nas strada. Петрушич, имаше директни обвинувања од овде, од Белград, министерот за одбрана Александар Вулин, дека преку Скопје се подготвува или се организира државен удар во Србија за рушење на Александар Вучич. Има ли логика? Имате ли информации дека преку Скопје оди логистиката, парите, подготовките на српската опозиција за државен удар тука во Србија? Не руше они политички апарат овде. Они праве ситуацiju која ќе да буде главни на Балкану. Они не бирају кога ќе да сруше. Они су напали Мила Ѓукановиќа. Они су напали Еди Раму. Само у Македонија нема демонстрација. Имаше, Не, дојде нова власт. Причам сада момент. Сега нема, да. Сада нема. Ако треба, ба вечера ќе да их подигну. Значи, тачна е чинjenica да они jedan deo političke klase koji u datom momentu želi da bude lider na Balkanu, žele da unište. To je nesporna činjenica, ali to nema nikakve veze sa ovom političkom strukturom. Mogu je da bude kogod hoće na vlasti u Srbiji. Oni ne žele da jedna politička struktura na ovim teritorijima bude moćna. Jer nemoj zaboraviti kad bi Srbija sa Republikom Srpskom i Kosovom, odnosno čak i jednim njenim delom i sa vojskom, sve to objedinila, bila bi najmoćnija na ovim teritorijama. Jer ima najstariju infrastrukturu. Kad kažem najmoćnija, najviše bi uticala na procese ovde. Шешел вели дека целта е убиство на Александар Вучич. Атентат врз Александар. Вие имате искуство во вашата историја. 12. март 2003. Заем nije išao toliko daleko, ali išao na rušenje ovoga. Išao je da pomogne Šiptarima, da otvori Evropsku uniju. На албанците, да. Ne Albancите. Добре, јас морам да кажам, бидејќи законот во Република Македонија Ne, Albanci, izvini. можеме да будеме санкционирани. On je išao da omogući da se napravi Evropska unija na Balkanu. I da bude prvi čovjek koji će ući u NATO, da bude on lider sad ovde. Zajev pokušava da bude lider. Се гледа ко лидер. Заедно со Ципрас нели се кандидирани за Нобелова награда за мир. Pa njih dvoje, nemoj zaboraviti da svojevremeno su mnogi ljudi koji su tako velike stvari uradili isto bili kandidati za Nobelovu nagradu. To jest, oni su i Natašu Kandić stavili za Nobelovu nagradu. Oni su i Billa Clintona stavili. Мислите дека Заев се гледа како еден лидер на Балканот? Pa ako bude uspeo u stvarima u kojima uspe i ako razruši ovaj centralni deo Srbije, ako Šiptari dobiju kompletno Kosovo, ako nestane Republika Srpska, počeće komadanje Republike Srbije, on je učinio veliku stvar, ali ne zato što je neprijatelj Srbije, nego da bi postao lider na ovim teritorijama. Što je manja Srbija i što je više razbio Albaniju i Kosovo i napravio više trzavica, sve će ići preko njega. Najviše kapitala, najviše pitanja. Svi ljudi se danas nalaze u Skopju, on je glavni. Mi možda pričamo šta god hoćemo. Gde se nalaze svi ljudi koji deluju na Balkanu? Во Скопје. Pa, ko je glavni? Зоран Заев. Pa šta misliš, šta će on da uradi da ostane glavni? Па се. Pa, ali ne on. Tako je da je sad u Beogradu, tako je bilo da je u Prištini, tako je bilo da je u Zagrebu. Како ќе заврши според вас Зоран Заев? Pa, on ako uđe u NATO, a ušao je, i ako završi ove stvari koje je završio, čuvat će ga dokle god hoće da živi. Jer on će potpisati sve i sa Rusima i sa NATO. On nema nikakvih problema. Мислите дека во исто време и со Руси и со американци соработува? Pa ne mislim, ja znam, oni su to dozvolili. Onog momenta kad Trump počeo da povlači dobre delove američke vojske i neće da služi ciljevima Zapada, odnosno ovih zemalja u Evropskoj uniji i Engleskoj, Rusija je dobila svoju priliku i došla je na mesto da i ona ima svoju ulogu u svemu ovom i to ozbiljnu ulogu. Makedonija je jedna od glavnih trasa za prolazak gasa, nafte, Kaspijskog bazena i tako dalje. Normalno tu i Engleska koja pokušava da se suprotstavi. I ona može se suprotstavi čime? Samo terorizmom. Samo islamom. Ne može da se suprotstavi Otomanskim carstvom. Ona je nekad pokušala Otomanskim carstvom. I ono je propalo i postalo proevropsko. Mi smo u dobroj meri radikalizovali Otomansko carstvo i oni su postali gotovo evropljani.
Слушаш, како вие, например, би ја дефинирали улогата на Ѓорги Иванов? Му истекоа мандатот за 1 месец, го смета како небитна политичка фигура, пежоративно или навредливо го нарекува фикус, и тоа одигра клучна улога во македонската политичка криза. Глумеше патриот, но направи све Зоран Заев да дојде на власт во Република Македонија. 2014 година тука во Белград, октомври-ноември месец 2014 година, се случува најголемиот собир на трилатералата во последните 20 години. Велат после смртта на Јосип Брз Тито и погребот на Јосип Брз Тито, најмногу мокни светски личности и лидери имат во Белград дојдено на тој состанок на трилатералата. Не е поканет Никола Груевски кој е во фокусот на својата сила, поканет е Ѓорги Иванов. Ѓорги Иванов е дел на проектот, очигледно. Над нама владају секте, односно корпоративне заедници. Назови како год хочеш. Трилатерала, клуб 1300 или 300, назови, šta ja znam, možda ih nazoveš kako god hoćeš. On je deo tog projekta, on može da radi šta god hoće. On je postavio Zorana Zajeva, kad kažem postavio Zorana Zajeva, nije on postavio. Te grupacije ljudi... Наредено му е да го спроведи процесот. Tako. Ali ne on ne bi ni mogao da ove grupe ljudi nisu napravile haos u Skupštini. On nikad ne bi dobio... jedan primjer ću dati. Igor Jug je koji je ovaj terorista. Dao sam ti primjer. Ili ja sam korišten za akciju u Srbiji ko što sad koriste ovog teroristu. Znači, nas zloupotrebljavaju i koriste, kad kažem nas, ili nekoga izvuču i naprave sa njime čitavu operaciju koja služi 15 ili 20 godina da ništa ne vidiš i da se baviš nekim glupostima. Da se nije desilo ono što se desilo u makedonskom parlamentu, odnosno Skupštini, ništa od ovoga ne bi bilo. Zajev nikad ne bi došao. I mnoge druge stvari bi išle drugačije. Sve je isfingirano. Sve je namešteno, od početka do kraja. Kome to sad objasnim? Kako da nacrtam? Да сега многу полесно ќе ве разберат. Пред 1 година или пред 2 години кога кажував това, беа многу скептични. Сега веќе на сите им е јасно дека ова е сценарио. Дека ова сценарио е направено. Njima je jasno. Dobro, sve se slažem sa tobom. Да биде Заев на власт, да биде решено името, да биде све Evo, направено. konstatovali smo sve šta se dešava. Šta dalje? Evo, Да, и што понатаму, што ќе биде со Македонија? Pa ne, mi smo postali jedna okupirana teritorija na kojoj možeš da izvodiš sve vrste eksperimenata. И Петрушич, ајде за крај. Што ќе биде со Македонија? Što će biti sa Makedonijom? Moja predviđenja nisu dobra. Nemamo šanse da ostanemo u miru. Tehnička situacija koja se nadzire nad nama i način na koji se nadzire, narod može da podnosi i da trpi do one mere dokle će trpeti. Jednog dana on neće trpeti. To neće zavisiti opet od nas kad će se dešavati ta situacija na Balkanu. U svakom slučaju, rešavanje situacije na Kosovu i Metohiji će zavisiti da li će na Balkanu biti mira ili rata. Znači, pitanje Kosova i prihvatanje tog dogovora koji treba da urade prvi put u istoriji Amerikanci, Rusi i Kinezi, Englezi su prvi put isključeni i Evropska unija prvi put isključena, ako do tog dogovora dođe, bit će mira. Ako ne dođe do tog dogovora, najkrvavije će se desiti rasplet na Balkanu, gde mogu da ti kažem da će mnogi ljudi iz naših naroda, znači nebitno koje su vere, rase i veroispovesti, krvavo platiti čitavu ovu situaciju. Nisu hteli da budu zreli, nisu hteli da vide kako to funkcioniše, nego su dozvolili da ih marionete manipulišu. Uopšte nebitno ko se kako zove i kako je došao na vlast. Znate, Петрушич, например, ко станува збор за Венецуела, да речеме, имам логика зашто тоа се случува. Има нафта, најголемите резерви на нафта се во Венецуела. И има логика зошто американците го прават тоа во Венецуела. Зошто русите сакаат да ја бранат Венецуела. И тоа станува збор за Балканскиот полуостров. Не можем логика да намора. Зошто мораме да поминуваме низ овие кризи? Geostrateški mi smo most između Bliskog istoka i Evrope. Mi smo most između Rusije i Evrope. Mi smo most sada, bukvalno smo centar sveta na ovom delu teritorije koji će odlučivati o energentima koji će dolaziti iz Rusije, od jedne od najmoćnijih zemalja, koja sad je vojno toliko ojačala da u narednih 4, 5, 6, 10 godina dok je živ Putin i koja ništa ne može. Amerika polako povlači svoje resurse i želi da se... Значи сака да кажете дека битката е кој ќе има клучот на мостот или кој ќе ги наплаќа патарините. Tako je. Ali ne samo ko će naplaćivati. Radi se i o tome ko će voditi medijski rat sa nama. Trebaš ovaj narod i da kontrolišeš. Mnogo je bitnije
Ko će da nas kontroliše i u kakvom strahu da nas drži? Mi smo nepredvidivi. Mi smo bili nepredvidivi za bilo koji narod ili bilo koju Pa i okupaciju. Prva svjetska vojna i Vtora svjetska vojna, znači, Ali- Balkanske vojni, Ljudi slabo poznaju. raspad na SFRJ Jugoslavija. Ali zato nas ovako i uništavaju. Oni znaju da smo brutalni. Oni znaju da mi mnogo dobro razmišljamo. Oni znaju da ćemo se boriti. Vjerojatno jedinstveno mjesto u svijetu, katolici, pravoslavci i muslimani na jedno mjesto. Tako je. To je Molotov koktel. Pa, veoma je teško objasniti ljudima koliko mi žrtava. Zašto se kod nas rađaju veliki ljudi, zašto mi ratujemo? Zašto mi nikad ne možda imamo velike narode? Ali zato se ih rađaju veliki ljudi i hrabri. Zato se i rađaju veliki junaci. Zato se i rađaju veliki naučnici i tako dalje i tako dalje. Ali ako ti uzmeš i pogledaš istoriju, aj navedi mi, molim te, jednu veliku borbu Albanaca na svetu. U zadnjih 10 vekova. Aj navedi mi jednu veliku silu koja ih je napala. Aj navedi mi kome su se oni suprotstavili. Jesu ratovali sa nekom velikom zemljom. Da li je njih napala neka velika sila pa su uspeli da izdrže? I сега Албанците треба да служат како топовско месо во конфликт помеѓу католиците и православието. Nisi daleko od istine, ali hoće da umešaju i Otomansko carstvo. Да. A da, koristeći se Arapima koji apsolutno nemaju nikakve veze s ovim teritorijama, koje čak i ne mogu da žive kod nas, jer ih mi ne trpimo. A oni ne mogu da se snađu kod nas jer mi smo divlji. Mi nismo Evropljani, mi nismo civilizovani. Mi grizemo, ujedamo. И всушност старите битки сега ги гледаме само во нова форма. Тоа се случува денес на Балканскиот полуостров. Ovde ne pokušavam da minimiziram ni jedan narod. Ne pokušavam nikoga da uvredim. Želim sve narode da probudim. Sve, bilo koje vere, rase i veroispovesti. Ove zavere su protiv svih nas. Znači, ovde se ne radi o zaveri protiv jednog naroda. Ovde se radi o jednoj manipulativnoj grupi, koja ima za cilj kontrolu svih ljudi na teritoriji Balkana. I taj rasplet koji će se desiti, i ako počne da se dešava, na način na koji ja to vidim, jedna majka svima nama, odnosno njima, ili bilo kome drugom, ali razum ne može ovde da vlada. Nemoj da misliš da je na Balkanu ikad vladao razum. Onaj čovjek ko misli da na Balkanu može da vlada razum, on je stvarno bolestan čovjek. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Југослав Петрушич. Се надам дека уживавте во интервјуто, почитувани гледачи, бидејќи слушнавте многу ексклузивни информации. Со ново интервју, со нови информации, не се гледаме идната недела во истото време. До тогаш пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.